Прво послание на апостол Павле до Коринтијаните, 6 глава. Дали некој од вас, кога има спор против друг, би се осмелил да се суди пред неправедни, а не пред светии? Не знаете ли дека светиите ќе го судат светот? Ако пак вие го судите светот, не сте ли достојни да судите за помали работи? Не знаете ли дека ангели ќе судиме, а не пак она секојдневното? А кога имате спор за работи од овој свет, за судии земете ги оние кои од црквата се сметаат за беззначајни. За ваш срам велам, заре меѓу вас нема мудар кој може да расуди меѓу браќата своји? Туку братот со братот се суди, и тоа пред неверници. Многу срамно е веќе тоа и за вас што имате спорови меѓу себе. Зошто поскоро не трпите неправда? Зошто поскоро не ја претрпите штетата? Но вие сами навредувате и нанесувате неправда и ограбувате, и тоа браќата своји. Или не знаете дека неправедните нема да го наследат Царството Божјо? Не лажете се, ни блудниците, ниту идолопоклонците, ни ракоблудниците, ниту кратците, ни користољупците, ни пијаниците, ниту хулниците, ни разбойниците нема да го наследат Царството Божјо. А такви беа и некои од вас. Но се измивте, се осветивте, се оправдавте во името на нашиот Господ Исус Христос, преку Духот на нашиот Бог. Се ми е допуштено, но не е се полезно. Се ми е допуштено, но ништо не сакам да завладее над мене. Храната е за стомакот, а стомакот за храната, но Бог и неа и него ќе ги уништи. Телото пак не е за блудство, а за Господ, а Господ за телото. А Бог и Господа го воскресна, и нас ќе не воскресне со силата своја. Зар не знаете дека телата ваши се делови од Христос? Ќе ги земам ли деловите од Христос и да ги направам делови на блудница? Тоа никако. Или пак, не знаете дека оној кој со блудница се соединува станува едно тело со неа? Зашто е речено? Обата ќе бидат едно тело. А кој се соединува со Господ, еден дух е со него. Бегајте од блудството. Секој грев што го прави човекот е надвор од телото, а блудникот греши против своето тело. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ни е даден од Бога, и дека не припаѓаме само на себе? Зашто скапо сте платени. Затоа, прославете го Бога во своите тела и во своите души кои се Божји.